Уставниот судија Гоце Наумовски поднел оставка. Судот затечен. 5 месеци откако беше избран за уставен судија, професорот од Правниот факултет Гоце Наумовски поднел оставка и ја испратил до Собранието. Информацијата ја потврдуваат од Собранието, а неофицијално од Уставниот суд се изненадени од неговата одлука. Над 250 доброволци сезонава ќе се борат со пожарите во државата. Во касарната Гоце Делчев во Скопје денеска беше извршено постројување на членовите на доброволните противпожарни друштва, кои ова лето ќе бидат дел од тимовите за брз одговор. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов порача дека системот оваа сезона е подготвен како никогаш досега. Бидејќи општината и градот немаат капацитет, Министерството за транспорт ќе го санира патот кон Теферич. Одлуката е донесена на владина седница со што Министерството за транспорт го презема целиот проект за санација на свлечиштето. Министерот Александар Николовски најави дека тендер за избор на изведувач се очекува да биде распишан веќе следната недела. Ова се најновите случувања кај нас и во светот. Илата се спасило Тотал. Обвинителот се откажал од обвинението. По повеќе годишна судска постапка, предметот Тотал правосилно заврши откако обвинителот се откаже од обвинението против Драган Павлович Латас. Од обвинителството велат дека супервештачењето извршено по наредба на Кривичниот суд било клучно за измената на обвинението и настапувањето на апсолутна застареност. 30-дневен притвор за сопружниците осомничени за убиството на лекарот во Железара. Основниот кривичен суд им одреди 30-дневен притвор на сопружниците осомничени за убиството на лекарот Ацо Трповски. Судот го прифати предлогот на обвинителството, оценувајќи дека постои опасност од бегство и влијание врз сведоци. Според истрагата, мажот е осомничен дека го извршил убиството, а неговата сопруга дека помогнала во прикривањето на трагите. Охрид предложен за листата на светско наследство во опасност. УНЕСКО со сериозно предупредување. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО изрази загриженост за состојбата во Охридскиот регион и препорача тој да биде впишан на листата на светско наследство во опасност. Конечната одлука ќе биде донесена на 22 јули. Од УНЕСКО посочуваат на недоволно спроведени препораки, проблеми со урбанизацијата, дивоградбите, отпадните води и притисоците од инфраструктурните проекти. Под ревизорска лупа. Утврдени неправилности во избирањето тендерски понуди, милионски комунални долгови и неевидентирана опрема. Државниот завод за ревизија утврдил низа слабости во работењето на јавното претпријатие Паркинзин на општина Центар. Во извештајот се наведуваат неправилности во тендерски постапки, неевидентирана опрема и неуплатена комунална такса кон општина Центар од 86 милиони динари. Ревизорите посочуваат и на застарени побарувања од над 20 милиони динари за кои не биле превземени навремени мерки за наплата. Автокамповите добиваат нов газда, но не и нов лик. Со измените на Законот за автокампови, Министерството за култура и туризам ќе ги преземе надлежностите за категоризација, надзор и развој на камповите. Туристичките работници велат дека и покрај големиот потенцијал, секторот со години стагнира и му се потребни сериозни инвестиции. Македонските камионџи ќе работат полесно во Европа. Николовски најави нови договори за долгорочни визи. Владата постигнала договори со неколку европски земји за издавање долгорочни работни визи за македонските професионални возачи. Министерот за транспорт Александар Николовски изјави дека разговорите со Швајцарија, Хрватска и Романија се завршени, а во тек се и со Словенија, Австрија и Германија.
ОМС не успеа да разликува идентични близнаци. Проблеми со новиот граничен систем на ЕУ. Новиот дигитален систем за влез и излез во Европската Унија се соочува со нови проблеми покрај долгите чекања на границите. Според Политико, системот погрешно идентификувал идентични близначки, откако едната била поврзана со патување на другата поради сличноста на нивните биометриски податоци. Зеленски го номинираше извршниот директор на Нафтогаз за иден премиер на Украина. Украинскиот председател Володомир Зеленски го предложи директорот на државната енергетска компанија Нафтогаз Сергеј Корецки за нов премиер на земјата. Номинацијата е прифатена од парламентот, а следува гласање за негово официјално назначување. Украина и Русија повторно разменија напади. Двајца загинаа во удари врз Киев. Украински дронови ноќеска ја погодија руската воздухопловна база Енгелс-2, каде што се распоредени стратешки бомбардери, предизвикувајќи експлозии и пожар. Се урна дел од судска зграда во Италија. Една жена е повредена. Голем дел од судската зграда во Болцано, Италија се урна утрово додека биле во тек реновирачки работи. Во инцидентот е повредена една жена, а службите за итни случаи проверуваат дали постои опасност од дополнително уривање. Два брода потонале кај Мјанмар. Се стравува дека загинале над 500 луѓе. Два чамци со бегалци потонале во близина на брегот на Мјанмар, а агенциите на Обединетите нации предупредуваат дека бројот на жртви може да надмине 500. Израел продолжува со напади врз Газа. Загинаа 12 луѓе, меѓу нив полицајци и дете. Израелските воздушни напади во последните 2 дена усмртија најмалку 10 луѓе во Газа, соопштија вчера локалните здравствени власти, додека нападите продолжуваат речиси секојдневно и покрај повеќе месечниот прекин на огнот со Хамас. За сето ова и многу повеќе вести од земјава и светот се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.